Во ова издание, средба на председателот Обама со Советот за национална безбедност на САД. Државниот секретар Џон Кери неделава на разговори во Париз и Москва за борбата против исламската држава и за изнаоѓање политичко решение за кризата во Сирија. По интензивирањето на воздушните напади врз самопрогласениот главен град на исламската држава Рака, локалните власти стравуваат од голем бран бегалци. Добро вечер. Го гледате ТВ журналот News Flash на гласот на Америка на македонски. Јас сум Гоце Јаневски. Председателот Барак Обама ќе преседава на состанокот со Советот за национална безбедност во Пентагон, на кој ќе се разговара за напорите на САД во борбата против исламската држава. Председателот ќе биде известен за случувањата од страна на Националниот тим за безбедност и ќе разговара за следните чекори за засилување на кампањата за деградирање и уништување на терористичката група, стои во извештајот од Белата куќа. Американскиот државен секретар Џон Кери им се придружи на министрите за надворешни работи од европските и арапските земји, кои во Париз разговараат за борбата против исламската држава и напорите за постигнување политички договор за ситуацијата во Сирија. Дипломатите се обидуваат да создадат подобра прилика пред петочната средба закажана во Њујорк, на која ќе бидат вклучени генералниот секретар на Обединетите нации Бан Ки Мун и неговиот дипломатски представник за Сирија Стефан де Мистура. Египет издаде прелиминарен извештај во кој се вели дека нејзините инспектори не пронашле докази за тероризам поврзани со падот на рускиот авион над Синајскиот полуостров во кој загинаат 224 лица. Русија и западните земји, вклучувајќи ги и САД, кажаа дека експлозивна направа поставена во авионот Airbus гурнал леталото. Групата Исламска држава ја презеде одговорноста и објави фотографии. Борците на сириската опозиција, поддржани од САД, напредуваат кон Рака, самопрогласениот главен град на исламската држава, а многу жители на овој град и околината ги напуштаат своите домови. Зана Омар известува дека се очекува прилив на бегалци. Долги редици од автомобили и луѓе се обидуваат да ја напуштат Рака. Овде меѓународните коалициони сили вршат воздушни напади врз цели на исламската држава. Цивилното население се движи кон север со надеж да пребегне во области кои се под курдска власт. Во Рас Ајан е релативно безбедно, но силите за безбедност се предпазливи поради можноста од борци од исламската држава да се инфилтрираат меѓу бегалците. Овој автопат го поврзува Рака со градови, меѓу кои Рас Ал Ајн и луѓето кои ги напуштаат териториите контролирани од ИСИЛ. Поминуваат од тука. Курдските безбедносни сили имаат поставено контролни пунктови за проверка. Ги прашуваме сите кои што доаѓаат во Рас Ал Ајн, дали имаат некој што ги спонзорира за да можеме да идентификуваме секого. Ке имаме информација за тоа каде овие луѓе ќе престојуваат. Ние сме многу сериозни за безбедноста во Рас Ал Ајн и затоа ќе бидеме сигурни дека имаме информација за секој што доаѓа тука. За оние кои ќе успеат да минат, властите и невладините организации ги вршат последните подготовки. Оваа област е 120 хектари. Подготвуваме 8 хектари за да згрижиме раселени луѓе. Поставуваме околу 4000 шатори. Хуманитарните организации од регионот очекуваат дека за време на операциите за преземање на Рака над 300.000 луѓе ќе пребегнат во Рас Ал Ајн и другите градови во околината. Хуманитарните работници велат дека не се сигурни дека локалната администрација има доволно средства да се справи со бегалската криза и бараат помош од меѓународните организации. Зима е, немаме доволно шатори, затоа бараме од сите организации да ни помогнат. Илјадници луѓе се раселуваат од регионите кои се заземени од исламската држава и ние не можеме да се справиме сами. Со оглед на интензивираните воздушни напади врз Рака од страна на коалиционите сили предводени од САД и од Русија, локалните власти сметаат дека ова е само почеток за големиот бран бегалци. Официјални лица од Светската здравствена организација повикаа на спроведување на договорот за намалување на емисијата на издувни гасови со оглед дека не само климатските промени, туку и здравието на луѓето е на удар. Извештај на Розен Скрибал. Преговорачите во Париз имаат цел да постигнат согласност за намалување на емисијата на издувни гасови со цел да се избегне драматично влијание од климатските промени. Вишиот научник во Светската здравствена организација Дармит Кембел Линдрум вели дека тоа што е добро за планетата е добро и по здравието на луѓето. Има причина зошто сме загрижени за ефектите од климатските промени. Најголемите проблеми со заразите се поради климатските услови. Тука се вклучени заболувања како маларија, диареја, неухранетост и други заболувања кои се резултат на нечиста вода.
Топлото и влажно време дополнително ги влошуваат проблемите. Таков е случајот со вирусна инфекција, денга, која предизвикува убот од комарец. Ервин Сауцидо е директор на локалната клиника во Санта Крус, Боливија. Тој вели дека продолжителниот период на дождлива сезона им задава проблем да се контролира епидемијата. Сметаме дека 30.000 случаи колку што се регистрирани може да се удвојат на 50-60.000, затоа што имаме многу нерегистрирани лица кои сами се лекуваат. Треската денга останува водечка причина за бројни случаи на хоспитализирање во Јужна Америка и Азија. Растечките температури исто така влијаат на влошување на квалитетот на воздухот, особено за луѓето кои страдаат од астма, срцеви заболувања и кои имаат проблеми со дишењето. Ако продолжиме да користиме енергетски системи кои влијаат на загадувањето, тогаш или ќе го задржиме на исто ниво, или ќе зголемиме бројката од 7 милиони смртни случаи секоја година поради загадувањето во воздухот. Камбел Лендрум вели дека чистиот воздух и вода се основни човекови права. Тој вели дека успешен исход од конференцијата во Париз треба да биде агенда ориентирана на акција за намалување на емисијата со издовни гасови и заштита на здравието на луѓето на долг рок, но и здравствени бенефиции од поеколошка и одржлива економија. Средношколка, инспирирана од компјутерско програмирање, се обидува да ги поттикне студентите да размислуваат да ја градат и својата кариера во таа насока. Повеќе од прилогот на Джун Со. Во сабота речиси 30 деца од основно образование се собрани во просторија во локална библиотека во близина на Вашингтон. Очите им се фокусирани на лаптоп мониторите. Оваа работилница е навистина добра и забавна. Научив како да програмирам и да пишувам код. Возбудливо ме да го правам тоа. Домаќин на работилницата е Да кодираме сите, непрофитна организација основана од Света Прабакаран. Таа е прва година во Средно училиште за наука и технологија Томас Джеферсон во Вирџинија. Мислам дека е можно важно уште од мала возраст да се има образование по компјутерски науки, бидејќи кога сте изложени на него како помлади, покреативни сте и со отворени видици. На тој начин децата може да научат повеќе и имаат повеќе забава. Прабакаран вели дека се заљубила во програмирањето откако зела почетен курс по компјутерски науки. Пишувањето код во наједноставна форма на зборот е да му се каже на компјутерот што да направи. Иако сум само студентка, можам да изградам нешто што потенцијално може да влијае врз илјадници луѓе преку апликацијата. Прабакаран пред околу една година започнала да им предава на младите студенти за техниките на програмирање, со надеж дека ќе ја пренесе собствената страст за професијата. Сега непрофитна организација во соработка со училиштата функционира во 12 сојузни држави. Ендрю Гунтер на работилницата е донел 7-годишната ќерка. Верува дека колку порано се почне, толку подобро. Во најголем дел ова е помагање да се развие способноста за критичко размислување за проблемот, да се работи на можни решенија и на развивање на механизмот за решавање на проблемите. 15-годишната Света Прабакара неодамна на церемонија во Белата куќа беше одликувана како една од 11 млади девојки, наречени шампиони на промена, за незиниот ангажман како основач на работилницата Да кодираме сите. Во контакт сме со партнерите ширум светот, вклучувајќи Индија, Гана и Бангладеш и други земји. Се надеваме дека ќе се развиваме и шириме и ова ќе го направиме достапно за многу повеќе деца. На пременот од една година во друга, кога го подзапираме темпото да си посакаме убави желби и кога стануваме посвесни за релациите важни во нашите животи, сакаме уште еднаш да ви кажеме колку ни значи вашата поддршка, со мал знак на внимание. Календарот на Гласот на Америка. Ќе го добиете директно на вашата адреса, ако поидете на нашата интернет страница glasnaamerika.com. Од сите нас, срекни празници! Го гледавте Newsflash на Гласот на Америка на македонски. Јас сум Гоце Јаневски од студиото во Вашингтон. Емисијава и повеќе информации може да најдете на нашата интернет страница glasnaamerika.com. Пријатна вечер. До гледање до утре.
The 31st state to enter the Union in 1850 is remarkable in its vast vertical expanse of geography. The longest state in America, over 700 miles, covers an extremely diverse geography and climate. There are low desert, high desert, spectacular mountain ranges punctuated by redwood and giant sequoia timber stands in proportions found nowhere else in North America. In the High Sierra Mountain Range, the tallest peak in the lower 48, in excess of 14,000 feet, less than 100 miles west, the lowest point in North America at minus 280 feet in Death Valley. California's Pacific coastline, all 1,200 or so miles of it, stretches the entire length of the state. Rugged cliffs along the north coast, punctuated by sandy beaches. South